Драги гледачи, 2024 година е годината кога пленарското друштво Златоврв од Прилеп одбележува 100 години од своето постоење. Односно, тоа е најстарото пленарско друштво во Македонија. Токму по тој повод и да поразговараме за големиот број на активности што не очекуваат идната година, мои соговорници во оваа емисија се Златко Ангелевски, председател на пленарско-спортскиот клуб Златоврв, и Христо Белокаповски, председател на спортско-качувачкиот клуб, односно еден од тие клубови кои што потоа со текот на годините се дели од тоа пленарско друштво. Како што кажавме, 2024 година е годината кога не очекуваат голем број активности од сите друштва практично кои што се произлезени од пленарското друштво Златоврв, но за тоа малку подолу. Оваа емисија ќе ја започнеме со тоа што не очекува најбрзо, а тоа е вашата прва активност, односно на 31 спроти први, односно ноќта за нова година, подготвувате еден необичен и спектакуларен дочек на новата 2024 година со два огномети од две точки, две страни на Прилеп, Маркови кули и топташ. Пред се добре дојдовте во оваа емисија и како планирате да се изведи сето тоа? Ајде да почнем јас. Значи, планот е, како што кажа, веќе две искачувања ноќни. Закажано е во 22 часот на две локации, значи, односно, едната се тргнува од кај Слонот и се качува на Маркови коли, а другата се тргнува од подвожнакот кај село Селце за се оди на Топташ. Од тие локации планирано е да се постави огномет, кој што во вечерта наспроти први ќе биде одбележано едно така спектакуларно, ајде да го речеме, од двете страни на градот, едно осветлување, еден настан со што сакаме ние да го одбележиме всушност почетокот на 100 годишнината постоењето на клубот Златоврв. Зборуваме 22 часот на 31 декември. На тие две локации се собираат групите, да. Организирано се оди до точките каде што ќе биде поставен огнометот. Таму секој по своја волја си носи дали за јадење, за пиење, нешто може горе нормално да дојде терминот за честитање за нова година, тие работи да си се почести, едноставно речено. Дали имате предвидена каква програма или потоа се слегува? Нема, чисто после тоа се слегува долу. Нема посебно ништо. Како дојдовте до идеја на едно вакво интересно одбележување на новата година? Те спомнуваме повод е 100 годишнината на Златоврв. Да, секако дека поводот е 100 години, меѓутоа идејата на огномет или палење огнови не е баш нова. Од разговори со постари планинари на пленарското друштво Златоврв имаме добија информација дека еден од легендарните членови на друштвото Златоврв, Круме Гуле, секој 31 палел оган на трескавец, на врвот на Златоврв. Тоа било нека символика, потоа тоа се пренесе еден период и на Маркови кули, одредена група планинари, одбележувајќи ја таа премин од едната, старата во новата година, на таков символичен начин. Ние сакавме истото да го направиме, бидејќи сега поготово што се работи за 100 години, еден многу значаен јубилеј за планинарењето не само Прилеп, туку и во Македонија, на некој символичен начин да означиме влезот во новата 100 јубилејна година 2024. Кој се може да биде дел од овие две групи што одат на едната на Маркови кули, која што предводите вие, и другата Златко, која што оди за Топташ? Дали секој може да се пријави и како треба да се направи тоа доколку некој изрази желба? Пријавувањето е на евентот кој што е објавен на социјалните мрежи, 100 години Златоврв. Во основа нема никакви ограничувања, ниту старосни, ниту полови. Секој кој што смета дека ќе му биде предизвик на ваков начин да ја дочека новата 2024 година е добре дојден и со наше друштво организирано под контрола, има таму
дека не може да се користи да не кажам некакви алкохол, сакам да кажам, дека нема да може да се користи во мерки кои што не се соодветствени, може да се наздрави, меѓутоа не може да се користи претходно. Значи мора да почитува групата, мора да го почитува редот во групата, мора да се придржува на правилата на движење, пошто се работи за релативно лесен терен, меѓутоа се работи за ноќно движење, каде што секогаш постојат предизвици кои што треба да се предвидат и да не се дозволи да дојде до некаков несакан инцидент. Спомнавме дека ова е првата активност. Кои други активности можеме да ги откриеме, дали во овој момент се знаат, што ќе се случи во 2024 година на овој план? За 24 година планирано е секој клуб, прво дете не нагласивме, значи од Планинарскиот спортски клуб Златоврв произлегоа повеќе клубови, уште пред 10 години. Имаме сега ориентационен клуб Златоврв, имаме спортско-качувачки клуб Златоврв, спелеолошки клуб Златоврв, сега Планинарскиот спортски клуб Златоврв и тука е исто и спасителната служба Златоврв. Така да сите тие имаат по некои планови да речам во календарот на активности што следува за 24 година. Ќе бидат проследувани и на веб страната од Златоврв. Така да не знам се точно не сакам да навлегувам во детали од сите други клубови посебно. Чисто сите заинтересирани ќе може да ги следат на веб страната. Да, ќе имаме можности преку текот на целата година тука во студиото на Инфокомпас да доаѓаат гости од сите тие друштва Златоврв кои што ќе ги објавуваат на некој начин своите активности, дали можеби се планира некаков завршен евент на крајот од годината по повод тој значаен јубилеј 100 години. Веќе така некој приближен датум, ајде да речем, напомнам, веќе спомнам месецот ноември најверојатно ќе биде едно одбележување во контекст на 100 години Златоврв, каде што ќе има предвидено значи да се поканат гости не само од Прилеп, него и пошироко од Македонија, што се заслужни пред се за клубот, што придонесле во клубот. Ќе се доделуваат благодарници и постхумно и за да речем постигнати резултати и така. Ќе следува и фотоизложба, тоа е некако во план, дали ќе биде во севкупно на сите клубови, дали ќе биде поединачно по спортови и тоа. Важно е имаме планови во сите тие аспекти и ќе се реализираат. Мислам, не само да биде речено кажано и толку, него и сега дека ќе се реализираат затоа што имаме доста огромен материјал на фотографии, на видеа. Ќе следува понатаки секој ќе може да се запознае, да чисто ќе има известување на постојано на социјалните мрежи, само нека не следат луѓе да се заинтересирани. Рековме дека е најстарото друштво во Македонија и имаме таа чест во Прилеп да биде зачетокот на организираното планинарење. Како настанало, како дошло до идеја за формирање на ово друштво и кои се неговите први членови, дали се знаат основачите? Точно. Во Прилеп Златоврв е најстарото планинарско друштво во Македонија, иако со љуботен, малце се љубоморни дека тие мислеле, меѓутоа нивните корени стасуваат само до 1925-та, ние сме една година постари, имаме материјални докази со кои што тоа го докажуваме. Основачите на планинарското друштво Златоврв во тој период, значи тоа е период после Балканските војни, настанување на кралството на Србија и припојување на Македонија кон кралството, се така наречени самосвесни луѓе од чаршијата, интелектуалци, според податоците кои што ги имаме во билтенот издан 1957-58 година, при повторното реорганизирање на друштвото Златоврв, да речем повоено реорганизирање, кога преминало под покровителство на фабриката Моминок или 11 октомври тогаш, може да се излечи од тие податоци дека практично членови на
планинарското друштво Златвор биле сите напредни социјалисти, родолюби, како Кузма Носифоси, како Мирче Ацев, како Методи Андонов Ченто. Практично излетите на планинарите биле користени за агитација, за идејата за самостојна Македонија, за организирање на луѓето околу таа борба за осамостојување. Понатаму, кога завршила Втората светска војна, друштвото си продолжило со теком на работење во еден слободен период и тука го добива својот процвет. Практично, ако се види во аналите на друштвото, ќе се види дека првиот стрелачки клуб, првиот фотоклуб, првата скијачка секција, многу работи, фотосекција, се извинувам, се зачнати во ова друштво. Од тука денешниот фотоклуб, градски фотоклуб, од тука излегува стрелачкиот клуб Херој Прилеп практично, од тие луѓе кои што тогаш биле во тој дел. Скијањето е донесено тогаш, алпинизмот, качувањето по карпи и така натаму, и многу други активности кои за својот тој период биле авангардни и напредни, не секојдневни. Во овој момент колку членови бројат сите тие 5 секции што ги направивте на Златовор, дали се знае? Па, И колку се активни? севкупно би рекол дека околу 100 членови можеби. И баш така да се надоврзам на она што рече Христо, во тој период забележано е дека достигнало најголемо членство околу 2000 членови, значи Златовров. Во тој период, од 55-6 до 61-2, мислам така, во тој период До беше. 68 кога Или се 68. кога е организиран првиот слет на планинарите на Југославија, во чест на изградбата на планинарскиот дом Чеплес под Солунска глава. И тогаш во чест на тој настан е организиран тој слет каде што биле промовирани многу планинарски вештини од за тоа време интересни поставување шатори, ориентација. Исто станува и прва цива ориентација на Југославија. Да, по период кој што следи, значи 60 и 70 години, Златов е поим за ориентација во југословенски рамки. Тука се браќата Вуковиќ и тука се ред други планинари кои што покажале извонредни способности и вештини за во тој дел ориентацијата. Сега после во најнов модерен период, да речем, на осамостојање на Македонија, со минувањето на законот за спорт, ние сите тие секции по кои биле постоеле во Златовор, моравме да ги пререгистрираме да станат клубови. Меѓутоа рековме во ред нека бидат клубови, меѓутоа ќе си го задржат името Златовор како еден континуитет на тој славен историјат кој што постои. Дали и денес тие клубови се, како што кажавте и сами, авангардата која што придонесува за внесување на многу нови модерни елементи во нивното действување? Па мислам дека сме се уште авангарда, под услови нормално на наводи, меѓутоа сме лидери. Спортското качување, кое што јас работам, веќе некој си од 2010, значи 14 години, успеавме да имаме постојано репрезентативци во македонска репрезентација, учесници на светски, европски првенства, купови, се уште во млади категории, бидејќи периодот кој што е помал, меѓутоа и самиот спорт, нивото на возраста е се пониска. Значи на светско првенство во сениорска конкуренција веќе се 16, 18 до 20 годишни деца. Ориентацијата исто така сериозно гази напред. Авангарда сме во организација, во одржување на самата федерација. Практично ако не беа дечките од Златовор во ориентација, многу лесно ќе се случеше да пропадни Сојузот за ориентациони спортови во Македонија. Тука би ја спомнал Мери Шкрипеска и незиниот сопруг. Во спелеологијата исто така. Познати се темелните истражувања на пештерите кои што ги правеше Маријан Темовски во соработка со другите членови од клубот. Познате рекордите на Дарко Недановски во нуркање,
спелеонуркање, познати се, исто така познати се веќе авангарда сме во спасувањето. И урбано, и во планина, каде што Златовар спасителната служба функционира. Тука исто пак ќе го кажам Дарко Недановски. Златко, може би не сме толку актуелни со планинарењето, бидејќи тоа се подруги веќе стандард некој кој што го на некој начин го препуштивме малце на другиве клубови во градов и издруженија, што нас воопшто не ни е криво од него, баш се радуваме што и тие се добри организатори на разни настани по и така. Мислам дека се уште сме авангарда, не само во Прилеп, него авангарда, мислам дека сме и во Македонија. Со болдерингот што се случува и еве кои се вашите предвидени активности како спортско-качувачки клуб за 2024 година? Да, убаво прашање со болдерингот. Болдерингот си сега можам да кажам дека е можеби во мирување во однос на онаа експанзија што имаше околу 2014 до 2016, пред тоа 2012 до 2016 со организација на Пецел Рок Трипод кога беше. Од тогаш, не знам, многу луѓе дојдоа од цел свет и ги посетија карпите околу Прилеп, се изработија тие водичи. Меѓутоа, што се однесува до нас како локална самоуправа, мислам дека потврливме. Не успеавме да најдеме сила да се издигнеме од околината и да направиме некои не многу големи активности, за да овозможиме на луѓето кои доаѓаат да на многу по-организиран начин и по-лесно престојуваат во Прилеп. Тие доаѓаат, тие престојуваат по разни хостели низ градот, сместување, пансиони. Меѓутоа има уште една група луѓе кои се патувачи, качувачи, кои што со месеци патуваат од едно качувалиште на друго. И на сите тие луѓе Прилеп им е на мапата. За кога доаѓаат на Балканот, Прилеп е незаобиколен. Значи тие ги има и во моментов има, еве декември сме пред Нова година, ги има во Прилеп дојдени се луѓе. Вака за јавноста можеби не сте толку приметни, бидејќи најголемиот дел од денот го поминуваат по карпите. Меѓутоа немаме некое место, некоја една појдовна точка каде што би можеле да дојдат да ги паркираат своите кампери, да останат тука, да има минимум вода, не знам, некако да се организира. Имаше порано некакви ветувања дека ќе се направи. Да, порано имаше идеја дека ќе се направи некаков камп кај местноста Баба, кај Вештачкото езеро, буквално доаѓа болдери, качувачи спортски од целиот свет, но некако целата таа работа како да спласна и едноставно не го искористивме тоа што природата ни го дала и не го развивме тој вид на туризам кој што Таа инерција која имавме во тој период, не успеавме да ја надоградиме со отварање на тој автокамп, кој што во патем речено би го користели други, не само тие. Тој би бил отворен, бидејќи доаѓавме, нели имавме своевреме пивофест, кој беше доста активен, па доаѓа моторџиски групи, па нив исто така им треба такви места. И нормално треба да го развиваме и локалниот потенцијал кој го имаме на луѓе за качување. Бидејќи секаде каде да одите на сите тие качувалишта постои локална група на качувачи која што исто така го промовира локалитетот. Сега кај нас се дојде на ситуацијата да ние сакаме да изградиме вештачка карпа која е многу битна за развојот на тие деца кои што тренираат сега, за да бидејќи качувањето не е само болдеринг, имаме и качување со јажиња и да се надогради. И таа вештачка карпа лесно многу би можеле да искористиме за организација на балкански надпревари, без никаков проблем, и некој дел па и европски купови, можеби не првенствено, ама купови сигурно бисме можеле да организираме, бидејќи ние како клуб успеавме да направиме идеен проект, архитектонско и градежно решение, локација најдовме, ја презентиравме до локалната самоуправа таа локација. Во основа тие не се против, меѓутоа ништо не правиме за да се помрдни нештото од мртва точка. И доколку една препорака до локалната самоуправа,
мета дека треба да се направи нешто, слободно и стоиме на располагање да уште еднаш го презентираме тој проект. Е многу економичен, едноставен е, нормално дека треба средства, меѓутоа за се треба средства и средства се наоѓа, доколку нормално сакаме да го направиме нешто. Исто така оно што ни недостасува во Прилеп, го имаме во најстарото планинарско друштво, се планинарските домови. Имаме неколку планински куќарки низ Селечка планина, но планинарски дом според сите спецификации и стандарди, за жал немаме откако изгоре домот дервен далечната 97 година. Во тој контекст, јас само можам да напоменам дека пред добри, можеби 15 години имаше иницијатива од општината кога во Мариовскиот дел се обезбедуваја, можеби се доделуваја на располагање објекти и ние тогаш имаме поднесена иницијатива за конкретно за село Витолиште беше за школата во село Витолиште. Првично беше одобрено, за после еден период да ни, како да речем, да ни нафрлат ајде уште една организација невладина, кои што биле заинтересирани исто за таму. Меѓутоа сето така само одобрено, ама не реализирано, мислам, не продолжи да се реализира нештото. Не до крај исполнето. Баш во тој контекст беше планирано, значи, еден добар планинарски дом, затоа што Витолиште има огромни услови за планинарски туризам. Планинарски патеки, дали имаме доволно маркирано, дали треба нивно премаркирање, нови обележувања? Тоа во контекст на маркирањето дел има, значи, маркирано. Секако, постојано се прават нови маршрути, има потреба, значи, од нови маркации секогаш. За да не биде монотонно то пешачење, планинарење, например, се барат нови маршрути, промена на патеки, така да има потреба во секој случај. Ја би сакал да, ако може да се надоврзам на околу планинарските доми. Планинарски дом секој се гради на место каде има атрактивен планински објект. Тоа значи врв некој. Во Прилеп имаме ние практично три врва, три маркати. Тоа е Златоврв, Карпест, имаме ливада на Селечка планина и имаме Козјак на Баба планина. На Златоврв манастирот практично е и планинарски дом, на некој начин од секогаш користен и така натаму. Што се однесува на Баба имавме стариот дервен, кој што изгоре како што изгоре и не е атрактивен за него, нема атрактивна положба за негова ревитализација. Останува Селечка планина, гледате и сами иницијативите на луѓето доведоа до изградба дури на сериозни објекти како што е Томевиот дом. Меѓутоа, ни останува Козјак како врв на кој што се уште нема некој објект кој што би можел да игра таа улога на планинарски дом или планинска куќа при фатилиште. Нормално се направи спасителната, се ревитализира тој објект на Плетвар околу, ние викаме спасителна куќа, во еден период, тој е во ред, меѓутоа погоре некаде на Козјачки студенец, бидејќи секаде треба извор на вода блиску до домот, би било идеално место да се изгради планинарска куќа или планинарски дом, бидејќи од тука до самиот врв некаде час и половина, зависи со кој темпо. Значи, нормално темпо било час и половина и уште за некои подобри, побрзи дечки како што ги имаме во градов тркачи, тоа би било и час доволно за да се искача догоре до врв. Е убаво место да се потполни. Практично би имале една кружна тура која што сега ја организираат група дечки, значи околу тргнување од Прилеп, преку Златоврв, Козјак, Селечка планина дводневна и сега би можеле точно од еден дом до друг дом, убаво би се направила една тура која би била привлечна пред се за локалните планинари, а и за планинари кои што би сакале да доаѓа.
Бидејќи Козјак е, така да кажам, познат во државата како интересен врв, особено за жителиве на југо-источна Македонија, од Гевгелија до Росоман, тие многу често можете да ги сретнете горе на јас се во неделата средна група од Росоман, планинари, претходно имаше од Неготино и така. Ви благодарам на гостувањето во прва емисија посветена на Златоврв. Верувам дека ќе ги имаме многу повеќе разговори и настаните кои што со вас директно ќе ги проследуваме на терен. И еве, уште еднаш за крај еден апел до сите оние или повик што сакаат да бидат дел од ова навистина необично одбележување на новата 2024 година, може да се пријават на социјалната мрежа, да го видат евентот и да бидат дел од групата која што ќе оди или на Маркови кули или на Топташ и на таков начин да ја прослават новата година. Еве, уште една прилика да ги поканиме, значи 22 часот кај Слонот и 22 часот кај мостот за Селце. 31 декември. На 31 декември, секој добронамерник е добре дојде. Ви благодарам уште еднаш на разговорот, а ние, драги гледачи, се гледаме во наредното издание на Инфорегион.